Македонија. Гледате, издадена е со корици, сами ја правевме на принтер. 97 едицијата, тогаш се викаше Лицеум, Тихомир Стојановски, нели, Друм за Македонија. И издадена е 97 година, пред скоро 30 години, и е доста актуелна и денес, и во духот на Господ Исус Христос ќе ја озвучам за да остане како некој документ дека не сме ги научиле поуките на текстовите што се дадени да се озвучуваат преку пророците, како да кажеме, што се испратени овде во Македонија. Зевс го праќа ангелот со веста за монотеизмот, според толкувањето на доктор Ташко Белчев, ќе го видите тоа. Оваа книга им ја дарувам на Аман Амандатов, македонец од Солун, запишан во Стариот Завет на Светото Писмо. На Хомер, кој ги запиша древно македонските епови Илијада и Одисеја. На Еврипид, кој избега од Атина кај македонскиот цар Архелај. На македонскиот цар Фили, му беше дворски хроничар. На македонскиот цар кој ја напиша Баханали, најзначајното дело во македонската антика, кој ги опишува практично славите на македонската царска династија. На Филип II, македонскиот цар, кој ја создаде славната фаланга и ја обедини Македонија. На цар Константин, роден во Нашија, Ниш, кој го воведе христијанството во второто македонско царство, кое ви го потураат лажно како Византија. На цар Јустинијан, роден во село Таор, близу до Скопје, кој воведе Јустинијановиот македонски кодекс, кој го продаваат за римско право. На Самуило, зад кого иде Орфеј, како што еднашка рекла баба Вангја македонката. На грците кои за себе велат дека се македонци. На албанците кои за себе велат дека се илири. На българите кои за себе велат дека се македонци. На илирите кои се само синоним за македонците, оти на древно македонски ил значи сонце. На словените и славјаните, нашите браќа кои се благословени. Слава ти Господи Исусе Христе. Или на оние кои ги знаат словата, или се ако се водиме по англискиот јазик, само некакви робови склаве. На македонската духовна фаланга, учесници на култните трибини македонците од древнина до денеска, кои ги организираше театарот Скрби и утеха. На кому денеска му се укинати сите средства со години наназад. Македонската фаланга, Ташко Белчев, Васил Илјов, Ангелина Маркус, слава ти Господи Исусе Христе, Вангел Божиновски, некои се заминати, некои се уште живи, Душко Алексовски, Симе Пандовски и Ристо Ивановски. На македонскиот народ негиран, потиснат, но треба некој да се покае за Антиох Епифан, но тоа не го знаат вашите духовни водачи, тие се занимаваат со обреди. На Скрби и утеха, вториот Скрби и утеха го помина низ битки со цензурата. На Александар Ѓуровски Ѓурката, Игор Стојановски, Владо Денчев, Слободан Дончевски. На македонските светители, цркви, манастири, иконостаси, икони, фрески и резби, на македонската песна и архитектура, дадена да се слави Таткото Небесен, на сите кои со своето срце и душа се вградија во македонските, тие македонци, нервирате ги сите, сторенија, на пеаните, на древно македонските химни, на баптите, како служители на свештенослужители во химните на Божицата, Котито се коти Божица на плодност, и оттака е култот кон Богородица, која го заменува Исус и станувате богородичанство наместо христијанство. На македонската митологија од Олимп, на македонските зборови кои ќе ги знајдете како латински и грчки, и старогрчки, младогрчки, во белосветските речници. На Македон, син на Дзеус и Тија, еден од 12 олимпски богови. На македонските лингвисти кои не собраа ниту толкове, ниту етимолошки речник на македонскиот јазик. Значи, ова станува збор пред 30 години. Денеска не знам дали е направено нешто, веројатно нешто се движи. На Европа, на која историјата е приказна за да се знае кој доминира. На мојот учител Крсто, кој на часовите по македонски во 4-то одделение не учеше да ги пееме македонските народни песни. На другиот мој учител по духовност, кој ме учеше, воведуваше во духовниот свет, Мирјана
Тасева Милошевич, на Радмила и Томислав Стојановски, моите земни родители, на Стеф Чацевски од Малме, на Ристо Поповски од Мулхем, Андерур, на Весна и Симон, тој е мојата прва сопруга, на Аристотел, на Питија, Питагора, Иродот, Ератостен, на Македонско сонце, на Критско-Микенскиот меч, најден во Тетово, на македонската даденост да биде сад на Господ Исус Христос и величие, со сиот свој разум, со сета своја душа, со сето свое срце, македонци мои, вашиот Тихомир Стојановски, и на мојата сегашна сопруга, духовен сопатник, Марија Маре Башевска Стојановска, која ми помага да се додржам во љубовта заедно со Господ Исус Христос. Оваа книга не ќе излезеше без финансиска подкрепа на Стеф Чачевски, Ацевски од Малме и Театарот Скрби и утеха. Ја читаме првата, Тигарот и пеперутката, 7 страна, ден после представата на Битев театарот од Белград. На Драмскиот театар од Скопје му исклучиле водата. Директорот на театарот предвидува дека истото ќе му се случи и со парното и со струјата. Не може тоа така, бре. Белграѓани гостуваа со Медеја, како што пишува во рекламниот материјал од Еврипид. Иако играат, односно играше една актерка со собствената присутност и уште една со гласот. Да се изгради театар, но не од камења и цигли, пишува Евгенио Барба во својата книга Чун од хартија. Знаете, Евгенио Барба, а тоа исто како што Исус вели, урнете го овој храм, ќе го иззидам за 3 дена. Не знам дали нему некогаш му ја исклучуваат водата. На Драмски театар му е потребна зграда. Не вели господинот Барба, зборовите се чунови, носени од матицата. Не му велам јас. Нема вода човеку. Театарски работнику. Ден после представата на Битев театарот од Белград. Еврипид е виновен за се. Неговите дела врзани со вистински настани. Може би затоа умрел далеко од Атина на дворот на македонскиот цар Архелај, каде бил дворски хроничар. И ја напишал баханалии македонските поврзано со Таткото Небесен. Обредни сторенија. Ако Брехт не лаже, му се заканувале со судења на Еврипид. Архелај со жена си Клеопатра имал син Орест. Тоа е случајно е наслов на една Еврипидова трагедија. Втората случајност е трагедијата која го носи името Архелај, но не е зачувана. Македонскиот цар. Бараката на Драмски ме подсетува на Мот. Неодамна нова сцена му се случи Чернодрински да се врати дома. А Еврипид? Добро ни дојде, Еврипиде. 2 дами се премалку да се одиграат твојата судбина. Точката со која Битев допира до тебе е нивниот однос кон сопственото време. Да се доведе ред. Реплика од представата. Икона и метафора. Миодраг Табачки и неговата сценографија. Што значи за мене театарот? Дали ми е нужна представата? Еврипид се враќа дома. Само играта е жива, само зборовите остануваат, пишува господинот Барба, се разбира, живи слова. Словото е дух и живот според Исус. Не знам дали понекогаш се навраќа дома. Џулија Варли на овогодишниот мот ни држи предавање за мртвиот брат, Чун од хартија или Пловечки острови, Република Ар Македонија. Пердуите од представата Медеја летаат како снежна вејавица. Република Ар Македонија. Армакедонските слави за фатија зима е, нели, мислам кај нас во Данска. Данска е затвор. Македонија е една голема Данска. Хамлет е виновен за се. Го спомна еден министер на една пресконференција некаде. Ајде да се сетиме, Македонија ја сечат Јасминот и Дамјан Груев. Мислам на улицата Мито Хаджи Василев, Јасмин и Дамјан Груев, театарот и чумата, Арто и улицата. Културата како еден вид протест, името на солзата. Каква е ова земја? Пишана во живото слово, не се брише името на розата. Улицата го носи името на државата. Државата не го носи името на улицата. Република Македонија. Не е убаво кога се пука. Каква е оваа земја? Тоа е атентатот на председателот Глигоров. Името на улицата. Мојот комшија од третиот кат влезен во клуб 80 на демократски разговор го приведоа. Мене не ме приведоа, ја тогаш исто така му карав мајкајна.
Прости ми, Господи Исусе Христе, и на едниот председател и на другиот. Ден после представата на Битев театарот од Белград на Драмскиот театар му исклучиле водата. Каква е оваа улица? По подножието на Олим се наоѓал религиозниот центар Дион, македонскиот град, светиот македонски град. Во него се откриени два театри, едниот со подземни простории, другиот со надземни, имале водовод и канализација и храм на мајката земја кој го промовирал царот Архелај. Оттамо е тој култ кон Богородица од античка Македонија, од неолитот. На театарот како на зборот му е потребна слобода, зашто тогаш Република Македонија го укина финансирањето на театар, скрбиутеха место да не поддржи, како што ми рече Павле Воскопулус и дедо Иван Сингартиски, истите реплики, да имаше Бугарија и Грција ваков театар, ќе ве позлатеше, ќе ве фотокопираше, ќе ве умножеше. А вие имаат еден испратен од Таткото Небесен и го укинавте финансиски. Теми и слижеа со вознемиреноста на нашево време почетна точка на животот. Дионисе виновен за се. Театарот единствено е вреден заради својата зададена и реална врска со стварноста и опасноста. Може би театарот ќе ги разбуди нашите нерви и срце. Што ќе му е совесно еден глумец, штурчето Джемини од Пинокио, на Волт Дизни. Не ќе да е баш така, од Еврипид па натаму наваму, името на улицата, зборот сигурно со временска дистанца доаѓа до конотативна длабочина. Во што да верувам денеска? Театарот и суровоста? Уште еден играч по жица господинот Арто, поетска енергија која се движи од придушена тишина до забрзана слика на грчот. Зошто го сменивте ова знаме, бе начмичи? Ни останува да се запрашаме, зошто го сменивте името, бе начмичи, запарили? Кога би знаеле дека гревот се пренесува на вашите деца, ќе ги вратите сите пари како Јуда Искариотски. И сигурно ќе се обесите, зашто проклет да е тој што виси на дрво, им пренесувате проклетска поеска енергија, која се движи од придушена тишина до забрзана слика на грчот. Ни останува да се запрашаме, да се опитаме дали во овој свет, кој се тркала, кој се убива, а тоа може би и не го знае, знаат. Постојат грст луѓе способни да го наметнат тој возвишен поим на театарот, кој на сите нас ќе ни пружи природна и духовна надокнада за догмите во кои веќе не веруваме. Човекови права, лажен збор, само на еден народ на македонскиот полуостров му се даваат правата, на албанците. Сите други се изгонети во Црна Гора, Србија, Македонија, во Грција, па и во Италија се обидуваат. Колку чини еден човечки живот. Прашајте ја Македонија, улицата и незината крвава калдрма, не е убаво кога се пука, не е убаво откако ќе се вратиш дома да ти ја исклучат водата, не е убаво да се пука во председателот на државата, не е убаво кога не ти дозволуваат да имаш годишно ниту една премиера, добро утро, скрби, утеха, не е убава улицата со името на државата. Каква е оваа земја? Или подобро, чија е оваа земја? На Господ Исус Христос му е враќам да ја зачува. Негова. Што ако Васил II му бил чичко на Самуил, тогаш битката на планината Беласица е граѓанска војна. Македонски полуостров е вистинско именување, постмакедонски идентитет и зборот сигурно добива конотативна длабочина. Македонија или се сака, или се сничкосува, се убива, се понижува, рекол големиот некој, не мислам при тоа само на една улица. Еврипид се враќа дома. Добро е што има каде да доаѓа. Ние направивме 100 години од враќањето на Чернодрински на Еврипид. 12 часовен маратон со представата Дрвеница во младотворен театар, на кој беа присутни клиника за психијатрија и клиника за психологија, направија истражување и на научниот собир докажаа дека актерите пред представата беа послаби во некои тестови што не ги правеа, отколку после 12 часа игра. Значи, ние како сме сосредоточени на сцената. Еврипид се враќа дома, добро е каде има каде да доаѓа, театарот и чумата, светот е гладен и не му треба култура.
Културна политика, демократска култура, популарен театар, сцената на драмски ме подсетува на мод ме подсетува на плоштадот Македонија. Еден мој сосед ми вика, што ќе ми е култура? И тогаш ќе дојдат грците, бугарите, албанците, словенците, мандрагонците и мушконците да ти продаваат кока-кола и чизбургер и хамбургер. Плоштадот Македонија се спојува со истоимената улица, името на Солзата, по Богомил, роден во пазувите на планината Бабуна, и неговата тајфа, отпор кон бугарскиот цар Симеон и така наречениот грчки јазик во црквите. Свети Климент изучил 3500 ученици во древниот Охрид. Некој профил видов дека е шпион, провокатор во духот. Духот ми покажува Исусов. Дали сум знаел старо грчки и хебрејски, да ми кажел он за Библијата. Видете, старо грчки нема, тоа е коин е царскиот македонски јазик, хебрејски има. Но друг пат ќе ви кажам за тоа. Има јазици дадени од Таткото Небесен како македонскиот, кои го зборуваат многу луѓе. Продаден како словенски, прословени, ословени, благословени. Свети Климент изучил 3500 ученици во древниот Охрид. Еден од нив е Богомил. Богомил, кризата се решава или со исцелување, или со смртта. Велми упреку Исус ја победи смртта помеѓу скокот на тигарот и летот на пеперутката. Да се изгради театар, но не од камења и цигли, напишал Еудженио Барба. Исус вели, урнете го овој храм и за 3 дни ќе го содзидам. Тој зборуваше за храмот на твоето тело. На драмски му ја исклучила водата, зборовите се чунови од хартија, носени од матицата. На драмски му исклучиле водата, Еврипид се враќа дома, скрби и утеха се наоѓа на почетна точка за новата представа. Зборовите се дух и живот, вели Господ Исус Христос. Дух и живот. Телото без дух е мртво. Црквата без дух е мртва. Театарот без дух е мртов. Македонија без дух е мртва. За има дух. Македонија е вратена во собственост на Господ Исус Христос. Ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш македонците? Не можам да го заборавам пукотот на улицата. Дали ми е нужна представата? Дали ми е нужна Македонија, македонскава земја, ар македонските слави зафатија? Каква е оваа земја? Чија е оваа земја? Се разбира Исусова. Помеѓу скокот на тигарот и летот на пеперутката, со Духот Свети, разбуди се и оживеј, народе мој, ар македонските слави зафатија. А што друго вие славите овде? Вашето распадливост и смртта. Сакате да останете овде, а горе имаме Царство Божјо, кое ни го приготвил Господ Исус Христос, па нели сте христијани? Или, 3 точки, амин до Царството Божјо за секогаш Исус, во секого Исус, на секаде Исус, те молам, Господи Исусе Христе, да ја благословиш и оваа работа. Книга напишана пред 30 години, која испратена, веројатно, преку некој пророчка уметност, од која не сте извлекле поуки. Како што и денеска не го читате Светото Писмо, си терате богородично христијанство. Не сте христијани богородичани. Тука е разликата, само со Исус се победува овој ѓаволски, сатански паднат свет кој сака да ве понижи, сничко се избрише. Амин до Царството Божјо, силата Исусова и љубовта Исусова да ве преплави. Амин.